На тема уринарни инфекции заедно со доктор Александар Мицковски, кој што е хирург, уролог од Аџибадем Систина. Добро утро, добре ни дојдовте. Добро утро. Јас се надевам дека ова е една од најчестите воспаленија веднаш по респиратурните ќе им дадеме одговор на граѓаните, посебно овој период некако е баш и симптоматичен за појава на уринарни инфекции и навистина се многу чести. Докторе, на самиот старт, добре ни дојдовте. Добре ве најдов. Секое гостување во вашата телевизија ми е посебно задоволство. Благодарам на поканата. И поздрав до сите гледачи на емисијата. Така, на самиот старт да ни објасните кои се главните причинители за појава на инфекции во уринарниот тракт. Така. Сите микроорганизми од сите 4 големи групи може да бидат причинител на уринарни инфекции. Тие 4 групи се секако бактериите, вирусите, габите и паразитарните заболувања. Во Македонија и овој дел на Европа се многу ретки тие паразитарни. Важи правилото дека се причинители на уринарни инфекции во земјите од третиот свет. Кај нас секако најчести се бактериските инфекции на уринарен тракт. Габичните инфекции се резервирани за посебна група на пациенти, односно кај пациенти со шеќерна болест, со ослабен имунитет, со пациенти на хемотерапија заради некое карциномско заболување, понекогаш и за болнички пациенти заради долгата антибиотска терапија може да се накалеми габична инфекција. Околу вирусите, значи третата група на микроорганизми, кажал дека точно е дека во некои случаи и тие предизвикуваат уринарни инфекции, се посебно чести кај децата. И предизвикуваат една група на заболувања кои што се викаат хеморагични или крваречки цистити, значи воспаление на мочен меур, пропратени со присуство на крв во урината. Така, докторе, како можеме да ги превенираме? Прво воопшто и да не дојдат до инфекција. Така. Значи сите можни фактори кои предизвикуваат склоност на уринарни инфекции можат да се отстранат, меѓутоа никогаш до крај не може да се искорени присуството или појавата на уринарни инфекции. Да тргнеме од најраната возраст, уште како деца, еден од големите фактори кои што создава склоност кон уринарни инфекции е така наречената фимоза или затворена кожа на врвот на пенисот кај децата, каде што заради неможноста од адекватна тоалета, бања и така натаму, се ствара погодна подлога за раст на бактерии и нивно асцендентно навлегување, значи нагорно навлегување во уринарните патишта. Значи од делот на главата и кожата на пенисот, кој што не можат, кој што кажав, да се врши адекватна тоалета, тие навлегуваат во мочниот канал, па мочниот меур некогаш се причинители за сериозни инфекции на бубрезите, значи доста нагорно, стигаат некогаш и до самите бубреси и се причинители за фебрилни уринарни инфекции, значи уринарни инфекции придружени со покачена температура, трески, кои што никогаш нема да се искоренат и покрај долготрајната антибиотска терапија додека некој не се изврши хирушки зафат, циркумцизија, односно да се обрежување. Така, а кај жените, кои се оние примерни предизвикувачи на воспаленија? Уринарните инфекции до 50-та година од животот во принцип се почести кај жените. Зошто? Затоа што мочниот канал или уретрата кај жените е многу пократка, е долга 4 до 5 сантими, за разлика од машката уретра која што е околу 15 сантими. И самата таа должина кај мажите оневозможува нагорно качување на причинителите на инфективни заболувања на уринарен тракт, додека кај жените комуникацијата помеѓу мочен меур и надворешната средина е многу полесно овозможена заради самата должина, односно краткиот мочен канал, така да причинителите полесно навлегуваат. Зошто реков до 50-та година? Затоа што после 50-та година кај мажите почнуваат проблеми со простатата како еден фактор кој што ствара склоност кон појава на уринарни инфекции заради потешкото празнење, тежнатото празнење на мочен меур,
создавањето на остаточна урина, односно урина која што останува после секој акт на мокрење, која што е подлога за развој на уринарните инфекции, така што по 50-та година од животот склоноста на уринарни инфекции станува почеста кај мажите. Значи, докторе, колку што јас ве сослушав, треба и зголемена хигиена. Апсолутно. За да се превенираат уринарни инфекции. Во предел на дворешните гениталии е еден од основните предуслови за избегнување на појава на инфекции на уринарен тракт. Што кога веќе ќе дојде до воспаление, што кога веќе имаме инфекција, кажете ни кои се оние први симптоми, како да препознаеме дека нешто не е во ред? Првите симптоми ние ги викаме дизурични потешкоти, односно потешкоти врзани за мокрењето, и тука спаѓаат често мокрење, печење при мокрење, ноќно мокрење, чувство на недоиспразнетост, ургентни литни нагони за мокрење, значи итни неодложни позиви за мокрење, кои што не може да се одложат како вообичаено. Некогаш имаме присуство на крв во урината и сето тоа е врзано за инфекциите на долниот уринарен тракт. Ако зборуваме за инфекции на горен уринарен тракт, односно инфекции кои зафаќаат бубрезите, тогаш покрај овие дизурични потешкоти имаме и системски симптоми, односно симптоми на покачена температура, малаксаност, трески, пропратено со придружни наоди во лабораторијата, покачена леукоцитоза, седиментација, С-реактивен протеин и така натаму, работи кои што се испитуваат лабораториски, и баш поради тоа инфекциите на горен уринарен тракт ги рачунаме за посериозни инфекции кои што некогаш бараат и венска антибиотска терапија. Така, јас мислам дека ќе имаме и време да вклучиме двајца гледачи доколку сте заинтересирани нешто во врска со оваа тема денешна уринарни инфекции, може да ве вклучиме, да го кажете вашиот проблем и доктор Мицковски да ви појасни околу што станува збор. Кажете ни каков преглед е потребен за да се дијагностицира инфекцијата на уринарен тракт? Секогаш се започнува со основен клинички преглед во она што се работи во амбуланта, надополнет со ултрасонографски, значи ехо преглед на уринарните патишта, бубрези, мочеводи, мочен меур, кај мажите и простата, мерење на таа остаточна урина, ултрасонографски, значи со ехо се мери колку урина останува, некогаш кај мажите за да се потврди или исклучи зафаќање на простатата, она што од клинички преглед е задолжително е ректален преглед, дигиторектален преглед, така се вика тоа, че ректален преглед со прст преку анусот, да се палпира простата. Освен што е непријатно, докторе, дали е болно тоа? Значи, не е болно, е малку непријатно. Болно е ако е зафатена простатата и е воспалена, на допир таа е болна, меѓутоа тоа трае кратко, половина секунда и али е многу битно за нас во смисло на дијагностицирање на зафаќање на простатата, затоа што се останато е само слика, ехо е слика, компјутер магнет е слика, а допирање на простатата е она што со сигурност ни покажува дали таа е зафатена. Тие клинички и ултрасонографски испитувања се надополнуваат со лабораториски анализи, испитување на крв, на серум за покачени леукоцити, С-реактивен протеин и седиментација, испитување на урина за биохемиска анализа која што е готова за неколку минути, која што се испитуваат неколку битни параметри за да не насочат кон присуство или отсуство на уринарна инфекција, тоа се покачени леукоцити во урината, во седиментна урина, некојаш присуство на еритроцити, протеини, нитрити како продукти од метаболизмот на бактериите. Сето тоа го има во неколку минути и знаеме во кој правец да се насочиме. Потоа задолжително испраќање на примерок на урина за микробиолошки анализи, за точно да се утврди не само причинителот на уринарната инфекција, туку и неговата склоност
кон одреден осетливост или резистентност кон одреден антибиотик. Така. Сега би кажале и како се лекуваат уринарните инфекции, колку долго трае терапијата, откако веќе ќе се диагностицира? Од кога веќе ќе се диагностицира уринарна инфекција, секој дел од уринарниот тракт е своја приказна. Ако е обичен некомплициран цистит, некогаш и терапија од 3 до 5 дена е сосема доволна, антибиотска терапија. Меѓутоа, за уринарните инфекции на горен уринарен тракт, тоа лекување е подолго, заради посериозноста на самата инфекција, зафаќањето на еден многу битен орган како бубрезите, лекувањето на тие пиелонефрити, ги викам, или воспаление на бубрегот, трае околу 14 дена. Некогаш првите 3 дена започнуваат со интравенска антибиотска терапија, надополнети потоа со антибиотска терапија преку уста. Оној орган кој што бара многу подолга антибиотска терапија е простатата. Значи, простатити, само да апелирам да се знае дека и кај млади мажи може да има воспаление на простатата. Не е тоа резервирано само за постарата популација. Овој период, каде што ладното време надополнува и прави голема склоност кон тие бактериски простатити, да кажеме дека лекувањето и време трајањето на лекувањето на тие бактериски простатити е околу 28 дена, не помалку од 28 дена во акутна фаза. Ако се работи за простатити каде што пациентот ги има симптомите подолго време, а не се јавил на доктор затоа што некоја се тие подмолни, не се нагли симптоми, или станува збор за хроничен простатит, антибиотската терапија трае 6 недели. Така, во кој случај има потреба од антибиотици? Ми споменавте дека некогаш лекувањето може да помине и без антибиотик. Апсолутно. Нема потреба од антибиотска терапија кај инфекции на уринарен тракт кои што немаат поголема концентрација на бактерии од 100.000 колонии на милилитар. Значи 100.000 на милилитар е некоја граница земена на светско ниво во која што уринарните инфекции се третираат или не. Ако таа бројка е поголема од 100.000, тогаш се лекува, под 100.000 не. Значи, потребна ни е добра микробиолошка лабораторија. Не се лекуваат и уринарни инфекции кои што се асимптоматски, подолготрајно присуство на бактерии во урината, меѓутоа без симптоми не мора да значи дека има инфекција, туку ние тоа го викаме колонизација или населеност на уринарниот тракт со бактерии. Така, доктора, имаме веќе гледачи, јас би ги вклучила сега, а потоа би продолжила со разговорот. Добро утро. Добро утро. Ме молам да ни се представите, господине, и да ни кажете кое е вашето прашање до доктор Мицковски. Вака, гледаш сум од Скопје, се јавувам за една пациентка се работи дека има инфекција во урина, а ни рекува дека има камче во бубрек, па голема селиментација, па бевме на лекар, ни дадува некои таблети амосиклав, синтром, и има почесто мокрење. Јас го замолувам докторот па да ни објасни како понатаму што да направи. Благодарам, господине. Може ли доктора само... Може. Поздрав. Благодарам. Може ли да го вклучиме и другиот гледач, па потоа да ги одговориме прашањата, за да не должиме? Добро утро и за вас. Добро утро. Повелете, господи, и вие до доктор Мицковски со прашањето. Јас имам едно прашање. Многу често ме пече. Нон-стоп. При мокрење. И уринокултура сум давала и сум се снимала дубоко снимање све тоа. И нема ништо, ни бактерија, ни ништо друго, а ја имам редовно печење на мокрење. Дали често мокрите? Па, дење често мокрам, докторе, а ноќе не станува мич. Добро. И нон-стоп се ме пече, се нон-стоп. Ви благодарам. Доктор Мицковски, да ги слушнеме вашите Две одговори. интересни прашања. Присуство на калкулоза или камења во уринарните патишта, уринарниот тракт, е состојба која што создава склоност кон уринарни инфекции. Значи, секој камен, по правило,
повеќе правило него ли исклучок е дека е подлога за развој на бактериска инфекција. И одговорот е многу едноставен, се дава антибиотска терапија, меѓутоа за да се смири акутната инфекција што побрзо, значи по завршувањето на антибиотска терапија да се отстрани причината, односно каменот. Додека постои каменот, постојано и да се избањате во антибиотици, повторно ќе има инфекција, ќе се враќа, ќе се повторува инфекцијата, така што мој апел е и како одговор на прашањето на пациентот да се отстрани каменот по завршувањето на еден 10-дневен тераписки протокол, добар антибиотик, амоксиклав, кажа пациентот, гледачот за пациентката да се отстрани каменот во секој случај. Така, на второто прашање од господата. Второто е многу интересно затоа што ретко кога треба да се зафатиме сериозно со една појава, многу честа, меѓутоа многу лошо третирана во нашава земја. Ретко кога, тоа сакав да кажам, дека ретко кога некој се зафаќа доста сериозно со еден проблем кој што е доста упорен и досаден и сметаво го нарушува квалитетот на секојдневното живење, како кај пациентката станува збор за на група што се вика хронични цистити или хронични уринарни инфекции, најверојатно намочен меур, кој што одат со симптоми на печење, кој што упорно и резистентно на антибиотска терапија, што се прави да одговорим. Значи, протоколот на лекување према светските водичи е да се делува на 3 нивоа. Значи, да се делува терапевски, со една антибиотска терапија која што трае од 10 до 14 дена, и тоа во полна доза, а потоа се оди кон така наречената антибиотска профилакса. Тоа е второто ниво. Значи, првото е тераписко, со полна доза на антибиотик. Второто ниво е профилактички. Верували не, тоа профилактичко давање на антибиотици или превентивно трае 3 месеци. И за таа цел се избира антибиотик од групата на нитрофурантоини, кој што 100% се излачува преку уринарниот тракт. Значи, не делува на другите органски системи, не делува на бубрези, не делува на бели дробови, не делува на синуси, не делува на грло, не делува на дебело црево, не делува на женски генитален тракт, па да направи колонизација со кандида или нешто слично. И поради тоа се одбира таков антибиотик за антибиотска профилакса, кој што се дава, кој што се лачи само преку уринарниот тракт, без дејство на другите органски системи. Неговото давање во мали терапевски дози, четвртина, обично 1/4 од терапевската доза, се дава во профилактички дози, кои што се даваат најчесто навечер пред спиење. Зошто? Затоа што неговото дејство ноќе поретко мокриме или еднаш или два пати стануваме или воопшто не, и подолго време може да се задржи во урината и да делува, меѓутоа во мала доза подолго време. После таа профилактичка или превентивна терапија се оди на имунотерапија. Значи, тренд во светот и нешто ново во светот е да се даваат лекови кои што го подобруваат локалниот имунитет, нешто аналогно на вакцините, кои што го зголемуваат имунитетот према одреден причинител. Постои и орална терапија преку уста, на некој начин као вакцинотерапија против Ешерихија коли како најчест причинител на уринарни инфекции, по одредена шема по завршување на двата претходни делови од терапијата, значи терапевското давање на антибиотик, профилактичко следува терапија која што се вика имунотерапија, за да овозможи да не се повтори или да се повтори многу ретко таа уринарна инфекција, како што има пациентката што се јави, и одлично прашање, затоа што многу пациентки, пред се пациентки се соочуваат со овој проблем и
се постојани пациенти по Да. клиниките, болниците. Докторе, често како алтернатива за лекување се и оние чаеви, дарот од природата, па се споменуваат увин чај, чај од брусница, мечкино грозје и така натаму. Меѓутоа, прочитав дека не е добро доколку еден пациент сите овие чаеви ги зема одеднаш. Има ли вистина во тоа? Апсолутно. Значи, ние советуваме како на дополнување на терапијата, никаква штета нема увин чај или брусница. Меѓутоа, разни чаеви се различни хемикалии, нивно и тие се хемикалија. Сепак се, значи, хемикалија, да. Нешто што се лачи преку урината, тие се така селектирани, така одбрани да содржат состојки кои што се лачат преку урината и преголемо присуство на хемикалии повторно иритативно делува иритативно на слузницата на мочните канали и е контрапродуктивно во лекувањето. Значи, може да се надополни терапијата со одреден чај, најчесто ги препорачуваме, кажав, увин чај, брусница, меѓутоа тоа да се избегне комбинирање на неколку чаеви и да се знае дека тоа е на дополнување во лекувањето, а не замена за лекување. Морам да ве прашам и уште нешто, нели ќе направиме преглед на урината, ќе видиме има бактерија, има инфекција, смее ли ова да се игнорира, докторе? Да се речеме, ајде ќе пијам повеќе вода, ќе помине само од себе. Не, значи таквото игнорирање води кон ситуација како што имаше гледачката. Значи да се од акутна инфекција која што може да се излекува со антибиотик во трајање од 3 до 5 дена, еден обичен цистит, да заврши во два непотребни правци. Еден правец е нејзино качување нагоре или асцендентно ширење преку мочоводите до бубрегот и да предизвика посериозна уринарна инфекција, или па другиот правец, несакан правец на развој на ова уринарна инфекција, да истата се премини во хроницитет, кога видовте доста сериозно лекувањето бара терапија, профилакса, имунопрофилакса и така натаму. За крај, доктора, како доколку ете се излекува, па да не се повтори? Некоја ваша препорака до пациентите? Ова што го кажавме, ве не наведе гледачката да кажеме ситуација која што ја има и која што е доста честа се овие хронични уринарни инфекции, ги лекуваме, ги превенираме на тој начин што со времено таа имунопрофилакса, сите можни склоности кон уринарна инфекција се отстрануваат. Некогаш, например, за да не се повтарат пациенти кои што имаат постојано бактериски инфекции од машката популација, се пациенти кои што имаат зголемување, бенигно зголемување на простатата со таа остаточна урина. Мора да се отстрани простатата за да се овозможи да се избегне повторување на овие уринарни инфекции. Потоа калкулоза, имаше и гледачот како што спомна, значи калкулозата е причинител и на постојани бактериски инфекции, кај децата. Значи, состојби како што се везикоуретерален рефлукс, една состојба која што е доста честа и е состојба која што се карактеризира со враќање на урината према назад, значи не према уретрата, према мочниот канал, према надвор, го враќање према бубрезите. Доста честа ситуација кај децата и поради тоа враќање се враќаат и бактериите нагоре и оштетуваат бубрезите. Значи, додека не се излекува рефлуксот, детето има хронични уринарни инфекции. Некогаш и обструкцијата на уринарните патишта. Кај деца е исто често стеснување на спојот на каналите од бубрегот со одводните канали на урината со мочоводите или уретерите, една состојба позната во медицината како во урологијата како стеноза на уретеропиелично и од спој, така се вика тој спој. Значи навреме да се јавиме на лекар доколку забележиме. Да се направат испитувања за да се исклучи дека уринарната инфекција не е поврзана со некоја анатомска абнормалност, стеноза или некое заболување како рефлукс на урината.
таа нема да помине додека не се отстрани причината. Ви благодарам многу, докторе, на одвоеното време. Во друга прилика, можеби на друга тема, се гледаме повторно. Ви благодарам на поканата, со задоволство повторно ќе гостувам. Благодарам и што им кажавте и помош на нашите гледачи.